Што е? Зошто ме гледаш така? Да немам нешто на косата? Убава си. Те гледам затоа што си ми инспирација. Нено, немаш нешто во косата. Што е? Не ти беше доволна ноќта? Никогаш доволно од тебе, Нено. Среќата со тебе не сакам да запре. Колку бев наивен кога те праќав тебе на Рахилка да ги носиш песните. Наивен и глупав, револуционер, другар и поет. Слеп при здрави очи, трчаше по погрешно мома. Добро де, добро. Не мораш и ден денес да ми ја вадиш маста. Дојди. Од 9 деца што ми роди, 6 останаа здрави и живи. Господ среќа да им даде. Мислам дека е време за внуци. Што мислиш ти, Маро? Овој нашиот занесениот ќе ја земе ли кирката на господин Вујич? Тоа не е наша работа. Ајде, избричи се и појди во чаршија да ми купиш ориз. Бел, крупен, кочански. Кокошкава нема само да ја сварам, сакам и сутлијаш да направам. Децава не се дојде ни толку време заедно, сакам да ми му годувам. Ајде, оди. Не туку вумпувај како млад бекрија. Ситна си ми, Маре, ама итра. Да сварам кафе. Остави госпогице Вујич, јас ќе појдам на чешма да го измијам гезвето и јас ќе направам. Нема да те оставам тебе кога прв пат си ми дошла в куќи ти да се мачиш. А ваму, господине поет и револуционер, да не ви треба нешто? Коче? Коче, сине? Кажи, тато. Не те слушнав. Ништо. Ќе одам на пазар. Мислев да не сакаш да дојдеш со мене. Многу би сакал. Но знаеш дека сме речиси илегално во Велес. Не сакам да ти навлечем жандарми на врат. Подобро оди сам. Добро. Со Невенка ќе одиме по ридиштата, за после ќе видиме. Ајде, отидов јас. Спремив нешто на наш јазик. Го спремив поодамна. Чекам Аберот, пријателот во Самобор. Се надевам дека на оваа тема ќе имаме за што да зборуваме следниот пат. Аман, Кочо. Немој пак некој тепање да те снајде. Срце ми се стега кога ќе помислам колку време те немаше. Немај гајле, мамо. Помина тоа време кога на властите им беше дозволено да прават што сакаат. Сега ги стегнаа. Остај ти таа работа, не се меше во тоа, слушаш? Има право мајка ти, Коста. Остана наглув од тепање. А утре може да останеш без глава. Може да не паничите? Нема ништо лошо да се случи. А за вечер, едвај чекам да видиш што сум напишал. И да, утре сакам да одиме кај Колендичи. Да им однесеме Аберот Томче. Ми пишал од Москва. Сакам и да ги запознаеш. Ретко напредни интелектуалци. А јас сакав утре да те учам да играш тенис. Тоа е една гнасна работа за гнили буржуи, кои што немаат што да прават по цел ден додека другите аргатуваат за нив. Тоа буржујско танцување во бели гакички, кога ќе дојдеме ние комунистите, ќе го забраниме. Аман, бе, Костај, јас мислев дека тоа е некој спорт, тоа ти било танцување. Фудбалот е спорт, поарен и помасовен. Невена,
Утре одиме ке Колендичи, а ти можеш да играш тенис со другарките после тоа. Судирот на книжевната левица и моето одбивање да пишувам против Крлежа внесе немир кај раководството на партијата. За нив беше несватливо како тоа некој стар партиец не сака да застане на партиската линија. Тогаш за мене се заинтересирали лично Јосип Броз. Zašto on odbija da napadne Krležu te da zauzme partijsku liniju? A intelektualci su uvek svatko sa svojim vijugama. Da nima nekih drugih problema, a? Nemam pojma, druže Valtere. Teška je to psihologija. Odbija. Nakon one pesme u kojoj smejava Staljina, fašizam uopšte ne spominje. Kočo je postao takav individualista, nervozan, da ponekad pomislim da postaje opasan i po samog sebe. Ali vidite, ako je partija odlučila da sumlja u Krležin angažman i nakladnički rad, te u skupinu koju on sakuplja oko sebe, logično je da Kočo kao najpoznatiji pjesnik iz Makedonije stane na stranu partije. Tako da javite tamo dolje kod naših. Nek Kočo odmah napiše nešto protiv Miroslava Krleže i to objavi punim imenom. To je moj stav, a i stav partije. I tu nema šta on izvoljevati ili glumiti nevinašca. Svaki častan čovjek se na kraju prikloni većini, a Kosta je stari komuniste i poslušat će. Valtere, ti dobro poznaješ ljudsku dušu. Probali smo na 300 načina da ga ubjedimo. Pokušavamo suptilnim metodama da ga malo uplašimo, ali Kočo i ta njegova popularnost u Vardarskoj i Pirinskoj Makedoniji, to ti je neki poseban fenomen. Čovjek ima status filmske zvijezde. Ja se bojim da ne počne da to koristi u karijerističke svrhe. Kako misliš u karijerističke svrhe? Što bi to moglo biti, majko? Kočo je jedan od simbola otpora i mogu vam slobodno reći da je tu negde iza Goceta Delčeva. Može biti lider. Čovjek je iskusan, radio je politički, organizaciono. Ljudi ga vole ne samo u domovini, već i u emigraciji ima ugled. Iako ga žandarmi mrze, iako je Kominterna raspustila taj njihovi VMRO, njegova slava samo raste. Ne znam, odlučite šta dalje sa tim zanesenjakom. Ja lično mislim da ima nešto više oko ovog sa Krležom, od njegove puke kolebljivosti. Probaj tempo da razgovaraš sa Strašom, da vidiš da li on može da utiče. Broze, oni su u partiji već godinama. Oprosti, Mošo, ali to su dva nespojiva svijeta. To nema nikakvog smisla. Na jednoj strani imate Straška koji uopšte ne pita kakav je zadatak, pravi član partije. A na drugoj strani imate visoko emocionalnog pjesnika koji ne želi da piše za partije i protiv Miroslava Krleže i njegovih građanskih revizionista iz ličnog ubeđenja i hira. Molim vas. Ja sam samo pokušao da primirim strasti. Druže Valtere, ja pokušavam da pronađemo kompromis za ovu situaciju i privolimo Koču da napadne Krležu.
и стани на стане партија. Тоа е то. А исклучити га из партije zbog nezauzimanja strane levice u ovom sukobu? Naredite onima dolje da sprovedu to odmah. Kao moguću naredbu Centralnog komiteta i to zbog koljebljivosti i neposlušnosti Racina. A ti Mošo, ti nađi načina preko tvojih da se organizira bojkot Racina. Znaš za onu našu opću odluku da se komunisti u vezi našeg rada i naše partije trebaju bojkotirati te se od njih distancirati. A koga ćemo izabrati za sekretara? Metodiju Šarlova. Znaš ga iz Moskve. Bio u Španiji, pre toga u Pekingu. I nemam baš puno izbora. Само да знаете, Тонче е добро. Во Москва не е многу ладно и набргу ќе дојде тука да биде со вас. Dobro, Kosta. No zašto tebe ti pišuva, na mene ne? Da ne lud za to, što mu prefrlavme za zatvorot. Дека тоа е голем срам за семејството. Или за тоа што без разлика на се. Татко му наместо во партија му најде одлична работа во библиотека. Се плашам дека Тончи не избриша од неговиот живот. Не е така. Тој сега е посветен на револуцијата, има голема улога во ЦК. Стана главен курир во комитетот. Има познанства од интернационалата. Не се секирајте, господи. Ке појдам до аптека, да пробам да го најдам тој прашак за вас, Невена. Коста, жал ми е што си уште илегалец. Да се чувствувате овде како во ваша куќа. Брзо ке се вратам. Жал ми е за Тонче. И за мајка му. Што не разбира каде се наоѓа сега тој. Немаш потреба да ги жалиш. Ќе бидат добро. Како свирам? Како кога ми ги даде песните да ги однесам на Рахилка. И тогаш свираше како мачка што ја дават. Зошто ме одбра токму мене да ги однесам песните на Рахилка? Зарем не знаеше дека и тогаш те посакувам? Можеме да не зборуваме за тоа. Не сакам цел живот да се каам. Сакаш уште чај? Јас морам да се напијам, нешто ме гребе грлото, а бога ми ушите од твоето свирење. Евена. Зошто ми го вадиш джигерот? Знаеш дека од денеска ќе бидам постојано во Скопје. Ќе немаме време за нас, освен за викендите. Како ќе живееш во Велес без мене? Знаеш колку ми недостигаш? Знаеш колку ќе ми требаш? И ти ќе ми требаш, Кочо. Не знаеш колку длабоко ми ја зароби душата. Мислам дека живеам само за да бидам со тебе, а ти наоѓаш толку малку време за нас. Не зборувај така. Како да ми зариваш нож во градите.
Зарем не е доволно што партијата бара од мене да се одлучам помеѓу тебе и неа? Дали мислиш дека јас би се оддалечил од тебе да не морав да ја следам каузата? Кажи ми, да си ти на моје место, како би постапила? А ако дојде господин? Нема додека него најде леко. Те сакам, Кочо. Едва дочекав да можам да ти ги кажам овие зборови. А сега морам да те делам со илегалците од партија. До кога, љубов моја? Студираш. Дојди да живееш со мене. Ке ни биде добро. Јас ке пишувам, ти можеш да се активираш во женските здруженија. Можеш да предаваш во вечерните школи. Нено, те молам, дојди да живееш со мене. Ке доаѓам секојаш со првиот воз. Ке ме чекаш на станица, нели? Ке бидеме сами. Ке одиме во кино, во театар. Кога ќе доаѓа циркус, сакам да ги гледам крутителите на лавови и кловновите. Ке ме носиш, нели? Ке те чекам на железничка станица. Секогаш. А сега конечно доставам чај. Прашако, повели Невена. Сега, деца, за здравје на мој Тончи. Да испиеме по една ракија, а? Може? Нено? И јас. Ајде, повели, Коста. Благодарам. Благодарам. За здравје на мој Тончи. За Тончи. За Тончи. Гледаш дека може на македонски? Кога се сака, се може. Звучи фантастично. Многу подобро од се што имам слушнато во оваа зграда. Нено, ми гори главата. Морам да ги завршам сите песни на македонски јазик. Морам. Е вечерва баш и не мораш. Сакаш да одиме на пиво и на кебапи во Идадија? На кебапи може. Ама пиво не. Знаеш дека смета на мојата болест. Се ќе помине. Ќе ти биде подобро. Сега во Идадија може би ќе го сретнеме нашето старо друштво. Душко и Јован. Може ли вечерва пред да заменеш за Белград да бидеме сами? Да се договориме што понатаму. Знаеш дека некое време ќе бидам во Врањска бања, на опоравување. Потоа што? Ништо нема да се смени. Јас само малку повеќе ќе бидам зафатен во партијата и во редакцијата на списанијата. Белград е европски град, сите контакти се таму. Многу е полесно за мене како книжевник. Скопје е мал град, никој не сака да печати легално, многу брзо не ловат. Еве, не знам, ајде, кажи ми ти што да правам. Прави тоа што мораш. Прави го тоа што го чувствуваш, Коста. Само немој да предизвикуваш судбината. Ало? Другар ќе од илегалата. Јас мислев дека младите интелектуалки и следбенички на Роза Луксембург и на Клара Цеткин не веруваат во судбина. Јас мислев дека веруваш во каузата на интернационалната правда, на работничката држава, а ти?
Добро. Вечер веќе јадеш само кебаби. И не очекувај ништо од една конзервативна тетка како мене. Те сакам, Селе. Не знам кога повторно ќе бидеме вака сами и вака заедно. А и ми се допаѓа твојот хумор, господице Вуич. Како на вратот гердани, ниски камења студени, така на плешки денови легнале, та натежнале. Денови ли се денови, аргатски маки големи. Стани си утре порано, дојди си вечер подоцна. Наутро радост понеси, навечер тага донеси. Ај, пусти да би останал живот кучешки. Роди се човек, роб биди. Роди се човек, скот умри. Скотски цел живот работи за други, туги имоти. За туги бели дворови копај си црни гробови. За себе само ргај си. За себе маки тргај си. Нижи си гердан денови, нижи си алки ковани. Нижи си синџир железен. Околу вратот навезен. Нема штета од малку вера и за нас комунистите. Чува ми го Коста, Богородица. На конференцијата на Покраинскиот комитет на партијата се донесе одлука да се исклучи Коста Солев од партијата заради соработка со властите, конформизам и невршење на партиски задачи. За секретар на Покраинскиот комитет се назначува Методије Шаторов Шарло. Другарот Шарло, уште 4 делегати, се задолжува да оди на конференција во Загреб.